Добро, предлагам една мала пауза за реклами. Господин Дончев, пред неколку дена, завчера всушност, учествувавте на една трибина со наслов "Дали Македонија е пред банкрот", на кој рековте дека поради ова може да банкротира први државниот сектор во Македонија. Приватниот сектор, а потоа и државниот, да. Добро, се извинувам, мала премутација во имите. Па, со оглед на ситуацијата во која државата им должи огромна сума пари на фирмите, дека може да се случи тоа, а се разбира, логично е после тоа и државниот сектор да банкротира. На што да темелите вие вашата Па добро, тоа значи тезата и праксата покажува дека секогаш ако станува збор за банкрот на држава, прво и пред се приватниот сектор е тој кој е во опасност, а после државниот сектор, бидејќи државниот сектор секогаш има алатки и инструменти во сопствени раци со кој може да надметне одредена фискална, даношна, монетарна политика за да обстанува и понатаму. Сакам да кажам дека како пример преку зголемување на даноците, например, државата секогаш може да извлече дополнителни приливи или даноци од приватниот сектор. Тоа не е добро за приватниот сектор, но дава дополнителен простор на дишење за државниот сектор. И впрочем и тоа се случува во Македонија последните 4 години, бидејќи како никогаш досега приватниот сектор е даношно оптеретен многу повеќе или најмногу во историјата на независна Република Македонија. И се во прашање до каде е лимитот на плаќање на даноци кон државниот сектор со цел издржливоста. Издржливоста, да. Значи, тоа е првиот момент. Вториот момент, и покрај тоа што буџетот на Република Македонија е најголем од било кога, расходите и планираните, но очигледно има и некои непланирани или кои воопшто за кои се уште не се води сметка, поточно расходи се настанати, али се вон буџетски, во смисла дека долгот е настанат, нарачката е извршена, а не е влезена во проекциите за плаќање. Поради таков вид на неконтролиран трошење во последните 3-4 години, на кој верувајте последиците што тука ќе го сетиме во следните година-две, владата е доведена во ситуација сега и да позајмува пари, значи гледаме секој месец нови благајнички записи се издават по високи каматни стапки, со што Министерството за финансии се задолжува значи домашниот пазар, и второ, приватниот сектор кој има извршно одредени работи, нарачки кон државниот сектор, не може да се ги наплати своите побарувања. И сега расходите, готовината е платена од приватниот сектор, државниот сектор не го плаќа тоа, и тоа веќе почнува да расте во една спирала, каде што даноците не треба, туку се собират. Значи тоа е прво нешто што се прави и се доведува до прашање до кога приватниот сектор ќе може да го издржи овој притисок. Интересно е што никој не ја кажува точната цифра на долгот на државата кон приватните фирми. Па различни бројки се шпекулираат, меѓутоа тоа веќе навистина мене лично ме загрижува, бидејќи нема причина зошто државата да не биде целосно транспарентна со оваа бројка, како што е транспарентна со буџетските приходи и плаќања, како што Народна банка е транспарентна со девизните резерви или со бруто надворешниот долг. Нема причина зошто владата да не го обелодени овој податок јавно, но самиот факт што не се кажува е загрижувачки и знаете, фактично показателите од теренот, поточно приватниот сектор покажуваат дека се повеќе и повеќе влегуваат во ликвидна криза и нема фирма, ја прашате, нема фирма во Република Македонија на која не се должи и голем дел од тие долгови се од
владата или од буџетот кои не може побарувањата кои не може да ги наплатат. Но факт е дека и меѓусебната задолженост е огромна и дека нема инструмент, нема закон кој би ја средил таа ситуација. Не е во прашање закон, видите, не е тоа во прашање закон. Ликвидноста е функција на колку пари има во системот. Значи, еднаш, ако почне таа спирала на јас ви должам вас и не ви платам, и нормално вие не можете да му платите на кој на тој. Вие должите и тој на третиот и така натаму и веќе тоа само се продлабочува и ќе испаде на крајот нели дека вие ме молите мене да ви платам вас, за вие да му платите на комшијата, да он да ви плате на третиот, да он да ми плате на мене. Во еден круг така некој доаѓа и се замрзнува се дојде до замрзнување. Но основната причина на тоа, повторно, е повлекувањето на голема количина на денари од пазарот, од економијата, од страна на Народна банка. Ефектот на тоа беше зголемување на каматните стапки на благаничките записи. Народна банка го направи тоа единствено со причина да спречи девалвација на денарот. Во тоа успее, но цената го плаќа приватниот сектор поради намалување на ликвидноста на денари. Па добро, сега да не ја продлабочуваме темата, немаме многу време околу таа политика на Народната банка, бидејќи вие во своји колумни дадовте и поддршка на Народната банка во интерес на одбрана на девизниот курс на денарот. Видите, тоа е друга, не, ве молам. Јас кажав дека централната тогаш настана политика некои небулози од страна на Министерството за финансии, дека Народна банка треба да ги намали каматните стапки и така натаму. Тоа што јас го кажав е дека по политиката на Народна банка е стабилен курс на денарот. Знаете, тоа не мора да биде така. Во економијата курсот на денарот имате фиксен спрема одредена друга валута, фиксен спрема неколку други, флуктуирачки, слободно тргување и така натаму. Тоа е веќе сосема друга тема. Но кога веќе политиката на Централната банка е стабилен курс на денарот, кога тоа е политиката, тогаш Народна банка е должна да действува исклучиво во одржување на стабилен курс на денарот. Се додека не се смени таа политика, дали треба да имаме... Но, кога веќе е така, Народна банка немаше опција, освен да повлечи значајна количина на денари од пазарот, но цената на тоа беше големи каматни стапки за приватниот сектор и намалување на ликвидноста. Значи, повторно, ручекот се плати, но наместо девалвација на друг начин. Ви омилена овој слоган ручекот. Бидејќи тоа е вистината. Добро, видете, уште малку ни остана, а сакам да ги спомнеме странските инвестиции. Значи, ги нема кај нас. Вие се мешате имате контакти со странство и така натаму. Значи, нашата болка и комплекс ни стана странските инвестиции во однос на окружувањето. Еве, Албанија подпиша договор за 4 милиарди евра влегување во енергетскиот сектор од страна на швајцарска фирма. Значи, кога некој не сака да инвестира кај вас, веројатно не сте му симпатичен, ве одбегнува, што е причината кај нас? Тоа е многу комплексно прашање, меѓутоа. Се разбира, да. Повторно неколку факти. И покрај сите преземени активности, двајца министри за привлекување странски инвестиции, промотери, трошење пари, реклами и така натаму и така натаму. Значи факт е дека ова влада направи многу повеќе на полето на промовирање на Република Македонија како дестинација за странски инвестиции отколку претходната влада, па и претходната влада пред тоа. Меѓутоа е покрај сите овие напори, факт е дека годишниот просек на директни странски инвестиции во последните 3 години е речиси ист како годишниот просек во периодот 2003-2006 во владата на СДСМ и периодот од 98 до 99-2002 во владата на Лјупчо Георгиевски ВМРО ДПМН. Значи, нема голема разлика. Значи, ниту направо ова влада повеќе, ниту помалку од претходните две во привлекување странски инвестиции. Но зошто сме на оваа ниво и зошто не успеваме значително повеќе е сосема друго прашање. Меѓутоа, еден пример зборува многу. Вие спомнавте привлекување на значајни проекти во сферата на енергетика во Албанија. Јас мислам дека Република Македонија имаше шанса пред 2-3 години да привлече значајни суми на директни странски инвестиции во енергетика. Ние пропуштивме златна шанса со ЕВН, пропуштивме златна шанса со обидот
Не. Тоа е друга тема. Не. Во Тец Неготино. Тец Неготино беше и тоа како значителен проект, но повторно се отиде некоја квази решенија со некои фирми со сомнителни бекграунди, со сомнителни позадини кои дали и некои од нив воопшто постојат, со некои шеми кои останаа матни и нејасни до ден денеска визави една ЕВН или грчкото електростопанство кој беше во joint venture со една американска фирма, кој и тоа како можеа да направат сериозен проект од Тец Неготино, меѓутоа наместо да се избира меѓу сериозните странски инвеститори, се отиде на вистина на едно матно решение кое барам јас до ден денеска не знам што беше суштината. Сакам да кажам дека такви шанси кога пропуштавме, после трансските инвеститори, апсолутно, сами го дадовте одговорот. Само уште едно прашање, господин Дончев. Ја молам режијата малку една минута да не толерира, ни дава знак дека треба да завршуваме. Пред неколку дена имавте многу интересна колумна во која велите дека правите всушност споредба на овие наши големи златни кокошки што се продадоа, дали требаше да се продадат поскапо или воопшто да не се продадат, го наведовте примерот со Скопската цементарница. Значи, Скопска цементарница најкратко што можете, да. Значи тоа е широка тема за која може да посветиме цела емисија сама по себе. И ќе посветиме ако треба, да. Скопската цементарница е најеклетантен пример за све што се направи погрешно со процесот на приватизација во Република Македонија во периодот 92 до 98 година. Компанија која буџет на Република Македонија доби 2 милиона евра, која менаџерите ја продадоа на грците за 27 милиона евра во 2008 година, во одредените 11 години имаат повлечено 140 милиона евра дивиденда неповратно од Република Македонија и денеска компанијата со годишен профит од 25 до 30 милиона евра вреди најмалце 200 милиони евра. Значи, ние, како држава, продадовме имот кој денес во целина вреди 300 милиона евра за само 27 милиона евра. Тоа е факт. Добро, господин Дончев, верувате дека може би пола од прашањата што ги имав планирано за вечер не ги поставив, бидејќи со вака елоквентен соговорник, брзо минува времето, мислев дека ќе имаме шанси повеќе да поставиме прашања, но мислам дека гледачите се задоволни од вечерашниот разговор. Ви благодарам за гостувањето во наша емисија. А на вам, драги гледачи, благодарам за вашето внимание, што бевте со нас во овој час, во изменатиот час. Ќе се видиме, се надевам, следниот петок во 21 часот. Утре во 14 часот следува репризата на оваа емисија. Гледајте не и бидете со нас. Пријатно и до гледање.